Благодарам, председателе, почитуван министер, почитувани колеги. Јас би сакал да бидам практичен како и секогаш. Прво ќе ви кажам дека не се согласувам со оваа даночна така наречена реформа, затоа што ова испадна потреба и треба да признаете тука поради неликвидност на Република Македонија, поради немањето кредитен рейтинг на меѓународниот пазар, поради тоа што веќе не ви даваат задолжувања по ефтини каматни стапки и вие морате да најдете начин да направите едно салто за да можете и прескокнете сите оние барања од ММФ, сето она што беше наметнато како, односно што беше превземено како обврска преку Законот за буџет. И знаете, многу често дискутираме за проекции и реализација на буџет, знаете дека многу често и не се согласуваме затоа што вие проектирате некакви ниски дефицити, а на крајот на секоја година се испоставува дека ние сме многу далеку од тоа што е проектирано и во однос на прибирањето и во однос на трошењето, и ова е еден начин затоа што ова е наметнато од ММФ за да можеме да бидеме со добар кредитен рейтинг, да можете вие да соберете најмногу пари и најлесно вие да удрите онаму каде што има пари. Практично вие удирате во роторот на македонската економија. Како што во христијанството постои свето тројство, така во македонската економија постои клуб 100. И тие се тие од кои што сите зависиме. Зависат и работниците, зависат и пратениците и министрите, сите зависат од нивните давачки и од нивните профити, од нивните приходи. Најлесно е да удрите по нив, меѓутоа тие се испаднаа со еден документ потпишан од најголемите компании. Тука на прво место е Бранко Азевски, председател на Стопанската комора, понатаму се потпишани Хари Костов, Андреа Јосифовски, Живко Мукаетов, Илија Гечев и професор доктор Кочо Ангјушев. Сега ќе ви кажам зошто ги читам овие имиња. Вие предпоставувам, министер, дека го знаете професорот Дејвид Камерчен од Универзитетот во Џорџија, кој што има направено една приказна врз основ на шанкерска економија, односно врз основ на пивото. И вие кои што не знаете и кои што не се запознати, би сакал да земете пенкалци и да запишете како се споредува даночната економија во светот и што ќе ни се случи нас ако продолжите со овакво молзење на овие кои што се најголеми придонесувачи во македонската економија. Ќе ви ја прочитам приказната. Да предпоставиме дека секој ден 10 мажи одат на пиво и на крај заедничката сметка им излегува $100. Ако ја плаќаат сметката според начинот на кој што тие ги плаќаат даноците, тогаш ќе изгледа овака. Првите четворица, односно најсиромашните, ништо нема да платат. Петиот ќе плати $1, шестиот ќе плати $3, седмиот $7, осмиот ќе плати $12, деветиот ќе плати $18 и десетиот, односно најбогатиот, ќе плати $59. И така тие се дружеле, си седеле, постојано си пиеле пиво, сметката од $100 постојано си стасувала. Меѓутоа еден ден собственикот на ресторанот или на пабот решил да им намали сметката како редовни муштери за 20%. И така сметката од $100 се спуштила на 80. И тие пресметале како треба да плаќаат. Понатаму во тој пакет кој што не плаќале претходно четворица, влегол и петиот. Значи и петиот не плаќал воопшто. Односно заштедил од тоа претходно што го плаќал $1, сега не плаќал ништо, 100% заштеда. Шестиот сега плаќал 2 наместо $3. Седмиот плаќал 5 наместо 7, осмиот плаќал 9 наместо 12, деветиот плаќал 14 наместо 18 и десетиот сега плаќал 49 наместо $59. Оние кои што плаќале помалку приметиле дека оној што бил најбогат има најголемо намалување. Него му се намалила сметката за цели $10. И тие незадоволни нормално од оваквиот развој на настаните го истепале десетиот. Наредниот ден кога отишле овие 9 мина за да пијат пиво, сите заедно сватиле дека немаат пари да платат ни половината од сметката. Десетиот знаете кај бил? Десетиот бил на пиво у соседната кафана. Сега, ако вие им ги покачите даноците на овие кои што претходно ги прочитав
Ќе ги повторам уште еднаш. Бранко Азевски со целата негова комора и сите оние кои што членуваат во неговата комора. Хари Костов, Андреа Јосифовски, Живко Мукаетов, Илија Гечев, Кочо Ангјушев и така натаму. Знаете кај ќе одат да пијат пиво? Многу комотно можат да отидат да пијат пиво во Србија, во Бугарија, во Косово, во Грција, ама тука нема да пијат, почитуван министар. И понатаму вие џабе ќе потпишувате договори вакви такви за К-15 или за не знам какви покачувања од 10%, ако овие наши инвеститори, ако овие наши двигатели на економијата не избегаат. И целиот проблем, ќе повторам и претходно го имам кажувано, целиот проблем не е во нашиот даночен систем. Целиот проблем во Република Македонија е во системот на контрола. Управата за јавни приходи функционира на можеби 2/3 на територијата на Република Македонија. Останатата 1/3 не е контролирана. Ниту имаме закон, ниту имаме давачки, ниту имаме придонеси. Според тоа што вие сакавте да го кажете дека сме имале 17-18% сива економија, гледам дека ММФ испаднаа со проекција дека во Република Македонија има 30%, а според World Economics од Велика Британија во Република Македонија има 33,4% сива економија. Додека во Европската Унија просекот на сивата економија е 19,4%, во Западниот Балкан е 32,4%, во Република Македонија е 33,4%. Значи, кај нас до плафон е сивата економија отидена. Вие треба воспоставите нормален систем на контрола и затезна спрега кој што ќе може да ги контролира сите граѓани во Република Македонија. Не може едни да плаќаат, а други да користат бенефиции. Не може овие да плаќаат кои што се од клуб 100 или секој еден кој што има регистрирано фирма, па згоре на се сега ќе му дадеме и на оној што е попрофитабилен поголема давачка да плати, за сметка на оние кои што работат на црно, за сметка на оние кои што и користат бенефициите преку здравствените услуги и така натаму. Едноставен е проблемот. Направете поголем, односно едноставно е решението. Направете повеќе контрола онаму каде што треба. И уште една работа, велите дека ќе има солидарен фонд. Сега јас ќе ви кажам како и тој солидарен фонд, сакам сите да ме слушате убаво, посебно колегите од СДСМ. Во Велес председател на СДСМ е Даница Чадиева, председател на второстепена комисија за работни односи. Знаете кој е адвокат на сите здравствени установи во Велес? Незиниот сопруг. И сега овие пари ќе ги дадеме за COVID-19. Во Велес не функционира во болницата, комбињата не функционираат, немаше ехоапарат, нема магнетна, нема компјутерска томографија, ама од почетокот на годината до сега повеќе од 1 милион денари се исплатени на сопругот на председателката на СДСМ за адвокатски услуги паушално. Тоа ќе биде, за тоа ќе даваат овие пари. За челниците на СДСМ да пикаат под джебовите, а граѓаните да немаат комбиња да ги однесеме до Скопје. Затоа што болницата до ден денес ги позајмува комбињата од брзата помош. Не оди така. Воспоставете систем на контрола, тогаш сите ќе бидат задоволни. И ви кажав преку оваа приказна, ако им донесете голем терет на оние кои што го полнат буџетот, тие ќе си заминат во соседните земји. Ќе заминат онаму каде што имаат помали давачки. Не може постојано да ги товарате, а да очекувате од друга страна дека тие ќе ви бидат двигатели на вашата економија. Сивата економија сузбите, имате начини, во вашите раце се сите механизми и сите инструменти, можете доколку сакате, меѓутоа сметам дека тоа е дел од политичкиот пазар и за жал последните 20 години Македонија се движи во многу негативна насока, баш поради политички пазар и баш поради порастот на сивата економија. Ако сме држава, а не да си играме држава, ќе направиме сите институции, посебно оние финансиските, да ни бидат функционални. Меѓутоа, еве и не очекувам за крај, затоа што ми измина времето, не очекувам подпредседател на СДСМ да превземе некакви мерки преку управата за јавни приходи, затоа што се знае дека таму партијата е над државата. Ви благодарам.